Почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата И што сега. Овој пат гости сме во Генералштабот на Армијата на Република Македонија, поточно кај началникот на Генералштабот, генерал мајор Васко Ѓуциновски, со кого што ќе разговараме за состојбите во армијата, евроинтеграциите, односно интеграциите во НАТО, како и плановите, документите, професионализацијата и развојот на армијата и овој сегмент во општеството. Господине началник, благодарам што ја прифативте поканата да бидете гости во емисијата И што сега на македонската телевизија. Пред себе на почеток чинам прво интервјуот како што сте на позицијата речиси 3 месеци началник на Генералштабот за македонската телевизија. Кои ваши првични приоритети беа штом седнавте на оваа фотелја? Благодарам. Најнапред голем поздрав до сите гледачи на Македонската радио телевизија. Ми представува огромна чест и задоволство што, впрочем, како и што кажавте вие, првото моје интервју телевизиско го давам за Македонската радио телевизија. Токму така, на 18 август оваа година бев назначен од Врховниот командант за началник на Генералштабот на Армијата на Република Македонија. Сакал да кажам дека првите мои приоритети беа реално согледување на состојбите во Армијата на Република Македонија, при што работите и активностите кои беа започнати во континуитет треба ја да продолжат и исто така ангажманот на нашите припадници во мисиите, подготовката на контингентите, преземените меѓународни обврски кои ги имавме во контекст на НАТО интеграциите, како и редовниот континуитет, живот и работа на составот. Секако, како и што кажа, фокусот беше персоналот, согледувањето на состојбата на материјалниот фактор, проекциите, краткорочни, среднорочни и долгорочни во однос на процесите на НАТО интеграциите. Така, секако ќе разговараме во текот на ова интервју за состојбите во армијата и интеграциите во НАТО. Само за напомена на нашите гледачи дека во продолжение подготвивме еден прилог кој што ќе ја отслика во неколку минути состојбата во армијата, она што значи наша интенција за членство во НАТО и подготвеноста на армијата на Република Македонија и учество во меѓународните вежби, меѓународните мисии. Го гледаме прилогот на колешката Марина Автовска. Армија на Република Македонија, чувар и гарант на територијалниот суверенитет и независноста на државата. Мала, мобилна и целосно професионална армија, концепт што низ годиниве макутропно се гради. Секако клучно за неговото спроведување и буџетот. Од одбраната се свесни дека опремувањето и модернизацијата на армијата се важен сегмент во безбедносниот систем. Во континуитет се работи на исполнување и одржување на веќе постигнатите стандарди и критериуми за членство во НАТО. Брисел го препознава значителниот напредок кон членството во Алијансата, но таму и со јасна порака. Членството се повеќе е на дофат на рака, но одлуката е на народот и на институциите. Изразена благодарности за придонесот на Македонија и низините војници во мировните мисии и во градење на меѓународната безбедност. Ова представува исклучителна можност за нас да добиеме од прва рака најнови информации за напредокот на вашите одбранбени и безбедносни реформи. И не само план, туку и имплементација на планот што е за пофалба. Задоволни сме што слушнавме дека процесот тече добро и би сакал да повторно да истакнам поддршката на Алијансата за овие напори. Како и поддршката на Алијансата за вашата заложба да направите организација заснована на вредности. Партнерството ги негува овие одлики, како што реков, постои моментум, тој е видлив и придонесува за заедничките вредности и цели. Овие цели се заеднички, овие цели се стратешки. Значи, ние стоиме покрај вас. Патеката јасно трасирана. По целосното завршување на реформите да се обезбеди уште поефикасна професионалност и посветеност во армијата, а со целосната имплементација на стратегискиот одбранбен преглед да имаме компактна и интероперабилна армија што ќе може да одговори на сите предизвици. Армијата на Република Македонија е посветена за целосно исполнување на критериумите за членство во НАТО. Работиме напорно за да станеме полноправна членка на Алијансата. Години наназад, армијата на Република Македонија стои рамо до рамо со армиите на земјите членки на НАТО. Имаме голем број војници во мировни операции низ целиот свет. Од оваа година,
Нашето учество е поголемо за 20%. Целта е да продолжиме со напорите оваа бројка во иднина да ја зголемиме. Членството во НАТО веќе не е далечна и недостижна цел. Испуштената шанса во 2008 година е вратена намаса. Одработена е покана и почеток на пристапните разговори со најмокниот војно-политички сојуз, потенцираат од ресорот одбрана. Ова е увертира во однос на тоа што значи наша заедничка стратегиска цел, а тоа е Македонија да биде на масата на која се одлучува за крупните прашања, вели министерката Шекеринска. Состанокот е порака дека 29 земји членки на Алијансата се обединети во поддршката да станеме 30-та членка на НАТО. Состанокот е символ, но состанокот воопшто не е случаен. Честа не ја добивме, туку ја заслуживме. Ја заслуживме со бројните политички реформи и со резултатите кои што ги испорачавме. Македонија станува дел од заедницата на напредни држави и тоа веќе влијае и ќе влијае на нашата безбедност, но и на економијата, инвестициите и квалитетот на живот. Секаде, а особено овде на Балканот, сигурноста е најважната влезница за просперитет. До сега околу 4000 војници биле дел од мировните мисии на НАТО. Годинава бројот на македонските мировници е зголемен за 20%. Покрај учеството во мисијата Одлучна поддршка во Авганистан, Арама е дел и од мисиите Алтеја во Босна и Херцеговина, Унифил во Јужен Либан и за прв пат годинава во КФОР на Косово. Продолжуваме со разговорот со началникот на Генералштабот на армијата на Република Македонија, генерал мајор Васко Ѓурчиновски. Генерале, ќе продолжам онаму каде што на почетокот ја зачнавме и онаа тема во однос на пред се, како вие што рековте, да ги се гледате состојбите во армијата на Република Македонија, но пред се сакам да напоменам дека еве во Македонија за прв пат состанок на војниот комитет на НАТО во формат 29+1. Какво значење има ваквиот состанок, односно ваков формат, ако се има предвид и фактот дека Република Македонија тежне кон членството во НАТО и е пред портите на Алијансата? Би сакал најнапред да истакнам за нашите гледачи која е улогата и сушност значението на војниот комитет во Северноатлантската алијанса. Сушност војниот комитет е највисокото воено техничко советодавно тело на Северноатлантскиот совет, а во исто време и најсоодветно и технички консултативно тело на стратегиската команда за операции која е во Белгија во ШЕИП, командата во Монс, како и на командата за трансформации во Соединетите американски држави во Норфолк. Инаку го сочинуваат војните представници од сите 29 членки, со кои преседавач на војниот комитет во моментот маршалот Стюарт Пич, поранешниот началник на Генералштабот на вооружените сили на Обединетото кралство, а во нашата историска посета од осамостојувањето, како што ви истакнав, досега немало посета од ова тело на Северноатлантската алијанса. Предводник беше заменикот генералот Стивен Шепра, кој, како што истакнав, во прва посета со цел согледување на состојбите во вооружените сили на Република Македонија како иден 30 член на Северноатлантската алијанса. Беа во посета 2 дена, имавме низа консултации, споделување на информации за проекциите и состојбите во вооружените сили. Во моментот околу структурата, проекциите за имплементација на стратегискиот одбранбен преглед кој би следел до 2028. Меѓутоа, воедно и во текот на денешниот ден, целокупниот состав на војниот комитет имаше можност да ги посети нашите декларирани единици во базенот на сили за НАТО водени операции во касарната Идилден, при што би сакал да истакнам дека посетата заврши со исклучително позитивни импресии од сите присутни во текот на изминатите 2 дена. Тоа и фактички и беше во текот на состанокот и она што беа официјалните изјави токму и од генерал подполковник, такви беа зборовите. Имаше многу пофални зборови во однос на ангажманот и на армијата на Република Македонија и низината подготвеност, но се разбира, сепак, иако јас многу пати кога разговарам со
војници, кога ќе се постави прашањето околу тоа какви се очекувањата во однос на Македонија за членството во НАТО, дали се работи од земјите членки на Алијансата, но и во нашиот случај, можеби некогаш ќе се рече тоа е политичка можеби одлуката, токму и тоа во секој случај и ко претседавачот го посочуваше. Македонија оди во правец кон членството, но сепак одлуката е наша. Колку да речеме такви позитивни сигнали може да влијаат за еден подстрек натаму ние да го сработиме она што е и како домашна задача на краиштата. Секако би сакал да истакнам дека ние процесите на опремување, модернизација, обука и континуитет во вооружените сили ги работиме исклучиво најнапред поради нашите потреби, согласно уставните надлежности на вооружените сили, меѓутоа секако нашата јасно декларирана стратешка определба за полноправно членство во Алијансата побарува одредени исполнување на критериуми и стандарди на кои сме ние како земја посветени во континуитет од почетокот на пристапување на иницијативата Партнерство за мир. Би сакал оваа прилика да истакнам дека нашите вооружени сили и државата во целина помина 18 циклуси на акционен план за членство, при што успешно ги имаше поминато сите фази на имплементација на конкретни партнерски цели кои се интероперабилни во однос на доведување во исто рамниште на оспособеност на нашите вооружени сили со членките. Така да имаше идеална можност највисокото војно тело, како што истакнав предмалку, да се увери дали навистина не само декларативно, туку во пракса нашите вооружени сили се посветени на исполнување на стандардите и партнерските цели кои ги имаме преземено како земја. Зашто радува фактот дека сите заминаа и со позитивни импресии ќе ги пренесат соодветните заклучоци и анализи во Северноатлантскиот совет во Брисел. Често и македонските политичари кога се работи во однос на интеграцијата и ова вие што го споменавте околу акциските планови, не често се користи флоскулата армијата на Република Македонија меѓу најоценуваните армии досега во тој контекст, но не се очекуваме развојот да оди во позитивна насока. Еве надоврзување на ова што го говориме, вие одреден период, чинам не цели 2 години бевте воен представник на Македонија во седиштето на НАТО, па какви се импресиите или ако веќе говориме на некоја паралела да се направи? Колку сме ние поблиску до НАТО во овој период од пред тој период кога вие веќе ги имавте комуникациите и средбите со представниците на Алијансата во Брисел? Би сакал да истакнам дека секако секој ден и период пред нас се преземаат конкретни мерки и чекори во однос на исполнување на стандардите и критериумите. Во оваа прилика би сакал да истакнам дека два клучни предуслови кои во делот на вооружените сили ние стремиме и во блиска иднина да ги оствариме, тоа е делот на остварување на буџетот кои членките на НАТО го имаат усогласено, детерминирано и посветено да го остварат на 2% од бруто домашен производ, но и делот на споделување и распределба на буџетските средства, 50% од тие издвоени 2% од бруто домашниот производ на земјата, во делот на персоналот, 30% вложување во делот на одржување и инфраструктура, додека 20% на модернизација и опремување на вооружените сили. Тоа се два клучни фокуси во последен период. Јас и кога пристигнав во Северноатлантската алијанса, последните 2 години, за сега би сакал да истакнам за нашите гледачи дека само 5 членки ги имаат постигнато овие стандарди, далеку од очекуваното. Ние како земја, како кредибилна, идна членка на Алијансата ги имаме детерминирано на нашите обредови да ги постигнеме овие цели до 2023. Нашите пријатели и идни сојузници во Алијансата имаат разбирање за околностите и преземените мерки, меѓутоа би сакал да истакнам дека и поголемиот број на веќе постоечки членки не ги имаат во воспоставените принципи. Се разбира, тоа би било период што во ова што вие го спомнувате 2023 година периодично да се зголемува буџетот и намената за она што значи модернизација, нели? Токму така и Министерството за одбрана и беше изнесено со конкретен факт од Министерката за одбрана дека секоја година конституираното зголемување на буџетот на вооружените сили и одбраната во целина ќе биде 0,2% од бруто домашниот производ. Нашите калкулации и анализи покажуваат дека очекуваната цел би ја постигнале до 2023 година.
кон која стремиме и за која сметаме дека имаме објективни можности да ја оствариме. Еве во овој изминат период, нели 26 години армија на Република Македонија во независна држава во континуитет се гради, го постигнавме ли оној степен на целосна професионализација на армијата? Да подсетување на гледачите, неколку години назад веќе е напуштен моделот на задолжително служење на воениот рок. Докаде сме на тој процес на пополнетост на единиците и она што значи професионализација на армијата? Токму така, ние како земја го имаме преземено тој модел на целосна професионализација на вооружените сили веќе 10 години. Истиот е ефектуиран со последната трансформација на вооружените сили. Меѓутоа, континуитетот продолжува. Вие знаете дека веќе сме во фаза на одобрен стратегиски одбранбен преглед, кој од почетокот на наредната година во континуитет до 10 година, до 2028 година, требаме да го имплементираме во пракса, каде што паралелно би ги воделе процесите на трансформација и реформи во одбранбениот сектор, првенствено на вооружените сили, согласно новите закани, новите проценки и анализи, каде што се конкретно детерминирани во стратегискиот одбранбен преглед со нова организацијско-форматска структура. Но воедно би сакал да истакнам дека професионалноста е целосно имплементирана, ќе вршиме анализи, проценки во периодот пред нас, дали би анализирали други модели, комбинирани како некои од членките на Алијансата, меѓутоа во моментот размислувањата не се такви. Би сакал да истакнам дека во однос на пополната е на високо рамниште, природен е одливот на персонал кој заминува од армијата по различни основи, меѓутоа би сакал да истакнам дека во текот на оваа календарска година, 2018 година, веќе се примени 2 контингенти од 250 професионални војници. Неодамно имавме и промоцијата. Токму така, и очекуваме до крајот на годината уште еден контингент на 125 војници да бидат примени во армискиот состав, при што значително и процентот на застапеност и пополна ќе биде зголем. Да, се разбира тука и војната академија, од каде што пак произлегуваат млади луѓе со подпоручници, каде што тоа е што го викате вие еден природен циклус на пополнетост на армијата и со подмладување, условно кажано, затоа што на краиштата и во однос на она што значи професионализам, луѓето ги имаат договорите, се знае докаде може да се биде професионален војник. Ја споменавме оној тип во прашањето во однос на евентуалните можни закани. Колку е, како еве вашата процека, генерале, колку е армијата подготвена да одговори на одредени предизвици? Велам, сега често во терминологијата се користат дека веќе оној начин на закани можеби не постои со класично нели оружје, орудија, можеби тоа неконвенционалниот начин на војување. Како може да одговори армијата на ваквите предизвици? Токму така, многу често се спомнуваат термините асиметрични закани, неконвенционални војувања. Јас би сакал да верувам вас и сите граѓани дека армијата е подготвена да ги спроведува своите уставни и законски надлежности, а пред се одбрана на суверенитетот и интегритетот на Република Македонија, како основна и приоритетна задача. Затоа нашите вооружени сили континуирано се обучуваат, се опремуваат, се оспособуваат за одбрана на суверенитетот и интегритет на земјата. Исто така би сакал да истакнам дека паралелно ние подготвуваме континуирано наши контингенти и состави кои учествуваат во меѓународните мисии за подршка нашите надворешно политички интереси државни во промоција на мирот во одредени региони во светот. Првенствено би сакал да истакнам дека имаме во моментот 49 наши припадници кои се во мисијата одлучна подршка. Имаме едно зголемување на контингентот во мисијата на Обединетите нации во Либан од неодамна со 3 штабни офицери, како и со 3 штабни офицери во мисијата во Босна и Херцеговина. Но би се вратил повторно на претходно прашањето дека да, на армијата е подготвена и ќе продолжи да ги презема сите неопходни мерки за анализи, соодветни проценки во секој момент да биде подготвена да одговори на сите видови на потенцијални можни закани за земјата во периодот кој предстои.
Веќе кога сме во овој терен, она што значи евентуални можни закани, неколку години наназад Македонија се соочи со еден голем бран на мигранти, земја транзит, низ кој што поминува мигрантите. Неколку години веќе армијата е ангажирана на дел од јужната граница како асистенција на полицијата во спречување на илегалното минување на мигрантите. Деновиве имавме одредени информации дека се спречуваат такви илегални минувања. Каква е состојбата моментално на тој дел од јужната граница? Имаме ли можеби зголемен наплив на мигранти кои сакаат илегално да ја минат границата или повеќе тоа работа што извршува Министерството за внатрешни работи? Јас би сакал да истакнам дека армијата на Република Македонија е од 20 август 2015 година присутна на нашата јужна и северна граница во функција на поддршка на силите на Министерството за внатрешни работи во спречување на секаков вид на илегално преминување на нашата државна граница. Во континуитет вршиме анализи и проценки, присутни сме со доволен број на сили и средства на јужната и северната граница и во зависност од нашите проценки имаме подготвени сили и средства во секој момент да одговориме соодветно во поддршка на силите на Министерството за внатрешни работи да спречиме било каков транзит или обид за илегално преминување на државната граница или криумчарење или нелегални дејанија во однос на активности во задграничното подречје или премин на државната граница. Веќе го говориме такви проценки, евентуално говорам какви се проценките ситуацијата, затоа што неодамна и имаше одлука владата со барање да продолжување на кризната ситуација на тој дел од јужната граница. Претпоставувам, бидејќи се работи за 6 месеци, колку што знам, оваа одлука истекува на 31 декември, затоа е можеби барањето да се продолжи таа кризна ситуација. Постои ли можеби опасност од поголем бран или пак е можеби тоа проценка на ситуацијата за да се има во предвид фактот да се спречат и вакви некои инцидентни или главни минувања на границата? Токму така, постои одлука која е пролонгирана и со која сме овластени во текот на 2019 година во првите 6 месеци функционално да бидеме во функција на поддршка на Министерството за внатрешни работи, но како што и истакнав, дека нашите проценки укажуваат различни анализи во зависност од настаните во Турција, во Сирија, во Грција. Ние секако, како и што истакнав пред малку, ги следиме будно дејанијата во задграничното подрачје, имаме информации соодветни, имаме подготвени сили и средства. Променлива е категоријата на дневна основа, не би сакал да изнесувам поконкретни податоци, меѓутоа велам дека имаме капацитет заеднички да се справиме со сите видови на потенцијални опасности од тој вид. Еве веќе говориме и за уставната обврска, чување на интегритетот, справување со мигрантска криза, ангажман на јужната граница. Еве, сведоци сме за неколку години ангажман на армијата на Република Македонија во ситуации во елементарни непогоди, асистенција на населението, достава на храна во зимски услови. Се стигнува ли да се постигне и ваква ситуација кога се бара од армијата да биде ангажирана за такви активности? Подсетување, можеби ли тоа е знак и дека она што значи угледот што го имате кај граѓаните, висок степен на доверба меѓу оние другите институции го ужива угледот кај граѓаните на Армијата на Република Македонија и токму затоа дека ќе споменам поплавата што беше во Скопје, ангажман на армијата во зимски услови со хеликоптерите, ангажмани и достава на храна. Се постигнува ли тоа да се покрај другото и да се одговори на она што е основната задача на армијата? Токму така, јас како началник на Генералштабот сум горд на сите војници, старешини и цивилни лица во армијата на Република Македонија. Јас во неколку мои обраќања го спомена фактот дека сме ние армија од народот, со народот и за народот. Во контекст на тоа, наша примарна дејност, пред малку кажав, континуитет во обучувањето и подготвувањето за вооружена борба и секаков вид на закани во контекст на одбрана на суверенитетот и интегритетот. Меѓутоа,
Ние сме секогаш подготвени, како и досега во пракса тоа го демонстриравме и во иднина исто така во било каков вид на непогоди и непредвидливи катастрофи и несреќи, армијата да биде првата институција која ќе помогне на сопствениот народ и ќе биде секогаш подготвена да се справува со сите видови на непредвидливи, очекувани или неочекувани ангажмани во контекст на поддршка на населението и граѓаните. Тоа го демонстриравме неколку пати до сега во историјатот од самото осамостојување на Република Македонија до денес и ќе продолжиме истото да го работиме и во континуитет. Зашто сме горди и благодарни на граѓаните, што го имаат разбирањето и ни ја даваат вистинската поддршка. Каква е тогаш соработката во однос, говорам соработка или пак она што значи почитување на хиерархијата кога се употребува армијата за вакви елементарни непогоди. Мислам нели на соработка, не класична соработка на краиштата, одлуките како армијата се ангажира, врховниот командант, тука нели Министерството за одбрана пред се и другите институции. Каква е соработката со другите институции кои сте надлежни, условно кажано, за вакви елементарни непогоди? Јас би сакал да истакнам дека армијата на Република Македонија нема примарна задача во однос на справување приоритетно во однос на овие видови на ангажмани за кои зборував пред малку. Ние во институциите на системот имаме дирекција за заштита и спасување, како и што имаме една институција која е Центар за управување со кризи, која е во функција на координација на активностите. Меѓутоа, свесни сме за капацитетот и моќта на вооружените сили на армијата на Република Македонија, која се ставаше и ќе продолжи да се става во функција на поддршка, во координација со двете институции, но секако исклучиво нашата надлежност, за која зборував пред малку, и хиерархиски одлуките доаѓаат од врховниот командант на вооружените сили, но секако одредени субјекти во владата, координативни, кои овие тела и институции ги координираат, имаат побарувања до вооружените сили за кои со согласно од врховниот командант и соодветно се ставаме на располагање, секако нашите и човечки и технички ресурси во функција на граѓаните пред се. А за да се одржи кондицијата на некој начин, што би се рекло, и да се одговори на ваквите предизвици, секако во континуитет обука на припадниците на армијата на Република Македонија, војниот полигон Криволак нуди извонредни можности за такво нешто, дури неретко се случува да и припадници на армиите на другите земји членки на НАТО или пак од соседите да ги користат услугите на полигонот. Колку често се разбира армијата на Република Македонија е дел од меѓународни вежби. Може ли да се пофалиме она што често се говори и од старешините, но и од политичарите дека армијата на Република Македонија е рамо до рамо со припадниците на другите земји членки на Алијансата? Токму така, ние и во пракса истото го имаме демонстрирано во многу наврати во континуитет наназад, не само во ангажманот заедно со нашите пријателски и партнерски земји во меѓународните мисии, туку и во сферата на обука и извежбувања кои ги спроведуваме како на нашите тренинг центри, така и на меѓународните полигони во соседството и пошироко. Како што споменавте вие, ние сме максимално фокусирани на подобрување на условите за тренинг и сместување и живот во тренинг полигонот Криволак, кој наскоро и ќе прерасне во вистинска смисла на зборот во регионален тренинг центар, каде што би го користеле и други земји од нашите НАТО сојузници, зашто би истакнал дека работиме, имаме конкретна студија во која насока ги движиме процесите и верувам дека првите видливи резултати ќе бидат дури и следната година во месец јуни 2019 година, каде ќе се организира едно од најголемите вежби на Балканскиот полуостров последните 10 години, за учество од над 3000 припадници. Да, тоа е значи нешто во летниот период и претходно така армијата на Република Македонија учествуваше на онаа голема меѓународна вежба во однос на во регионот Унгарија, каде што во континуитет на вежбата во изминатиот период се разбира тука и вежбовните активности заедно со припадниците на армијата на САД
од силите на КФОР, значи во континуитет се одржуваат вакви активности. Точно. Да. Еве, веќе кога сме околу вежбите и одржувањето на кондицијата на припадниците на армијата, несомнено мора да се спомни нашето учество во мировните операции предводени од НАТО, од Европската унија, од Обединетите нации. Колку сега во моментот имаме припадници и на кои мировни мисии, нешто вие начнавте во почетокот на разговорот, но еве да појасниме колку фактички имаме ние припадници во мировните мисии и со кои задачи се во тие мисии. Конкретно во овој момент армијата на Република Македонија има 56 припадници во меѓународните мисии, зашто споменав и пред малку 49 во мисијата на НАТО, водена операција одлучна поддршка во Авганистан, со штабни офицери, подофицери и еден контингент во состав на еден пешадиски вод од 25 лица, значи вкупно 49 припадници. Ќе продолжиме и во текот на 2019 година со тој тренд, со одреден степен на зголемување на контингентот во мисијата одлучна поддршка. Проекциите велат со одреден број на лица значително ќе го зголемиме процентот на присуство наше во мисијата во Авганистан. Во делот на мисијата на Обединетите нации во Либан, би истакнал дека во моментот имаме 3 штабни офицери, од кои двајца од неодамна се приклучени на италијанскиот контингент во мисијата. Додека 3 штабни офицери имаме во мисијата раководена од Европската унија во Алтеа во Босна и Херцеговина. Веќе кога спомнавте мисијата Унифил во Јужен Либан, подготвувајќи се за ова интервју, читајќи ја вашата биографија, прочитав дека сте биле и во учесник во мисијата Унифил во Јужен Либан. Може ли една проценка за ситуацијата во тој дел од Блискиот Исток, иако можеби е поминат одреден период, како се развива ситуацијата сега и каква беше ситуацијата дека бевте вие учесник во таа мисија? Видете, од временска дистанца од пред 11 години нештата се значително променети. Како што кажавте вие, сепак една година во мисијата беше големо искуство и можност да се научи повеќе за Средниот Исток, за земјата, за Обединетите нации и би сакал да ве уверам дека стекнатото искуство и знаење од тој ангажман се обидува максимално да го имплементирам во континуитетот и работните обврски како началник на Генералштабот, со максимално разбирање на сите наши припадници кои се подготвуваат, извршуваат мисии во меѓународните операции во странство. Но наскоро планирам некаде кон крајот на месецот во прва официјална посета на нашите штабни офицери во Либан да реализирам после 11 години. Ве уверувам дека значително одредени работи се променети во Средниот Исток, меѓутоа мисијата во Либан функционира од 1977 година. Има континуитет и некаде околу 13.000 сили, предоминантно од европските држави. Меѓутоа секако, како што кажав пред малку, дека е мисијата раководена од Обединетите нации. Се разбира, можеби фокусот е повеќе ставен на учество на мировни операции што се предводени од НАТО, што не значи дека можеби во одреден период ако се процени на државно ниво дека ако има потреби за зголемување на припадници на армијата и под мисијата на Обединетите нации. Сакав само да напоменам, веројатно ќе се служите со мене, кога се однесува во однос на ангажманот на нашите припадници во армијата, се даваат задачи со голема одговорност. Ке го посочам примерот додека армијата на Република Македонија беше во мисијата во Ирак, потоа да се обезбедува штабот на ИСАФ во Авганистан, се разбира. Јас морам да ве уверам дека моја грижа како началник на Генералштабот да вршам соодветна проценка анализа за подготвеноста и капацитетот на луѓето. И имам таков приод кон работите да реално објективно прифаќаме и превземаме ангажман на наш персонал во меѓународните мисии исклучиво за кои сме оспособени, имаме соодветна опрема, имаме капацитет и проценките укажуваат дека не се со висок ризик за ангажман на нашиот персонал. Секако промовирање на нашите државни интереси во меѓународните заедници секако многу важен фактор, меѓутоа грижата
за луѓето и одговорноста, зашто ценам дека континуирано вложуваме и соодветен приод во анализите, ќе остане на највисоко на агендата и во моето функционирање како начелник на Генералштабот. Секако не само во делот на грижата за луѓето во подготовките и извршувањето на мисиите, туку впрочем и грижата за луѓето, персоналот на прво место и тука во Република Македонија. Јас како начелник на Генералштабот истото го кажав и во моето воведно обраќање, но и во денот на назначување на должноста начелник на Генералштабот, оптимизмот, вербата, грижата за луѓето, највисок приоритет, со превземање на конкретни мерки за подобрување на животниот стандард, услови за живот и работа, соодветните авторитети во земјата да бидат вистинито објективно информирани и прикажани нашите приоритети и побарувања, со цел вооружените сили да ни бидат соодветно опремени и подготвени за извршување на наменските задачи. Јас сум горд на персоналот и на сите припадници на армијата, кои во континуитет вложуваат во едукација, надградба и подобрување на капацитетот стручен. Меѓутоа, паралелно со тој процес, моја заложба како начелник на Генералштабот ќе биде, тоа и беше впрочем и укажано од страна на воениот комитет, соодветно опремата, вооружувањето, средствата мора да го пратат трендот на стандардите каде што стреми нашата земја. Јас би сакал да истакнам дека не само нашите вооружени сили, туку ние како држава, како Република Македонија ќе бидеме и требаме да бидеме 30-та членка на Алијансата. Тоа значи дека сите субјекти во општеството имаме соодветни обврски одговорности да ги подготвиме и општеството, меѓутоа и вооружените сили. Ние ќе споделуваме вредности со НАТО сојузниците, идните наши пријатели во Алијансата. Меѓутоа истовремено имаме и своји обврски одговорности за кои уверен сум дека периодот што престои годините пред нас, соодветни анализи, проценки и калкулации ќе бидат вградени со цел исполнување и достигнување на вистинските стандарди таму каде што стремиме. Се разбира, еве за оклучување на ова интервју, релативно краток е период од нецели 3 месеци како што сте на позицијата начелник на Генералштабот. Колку вие лично сте задоволен од она што до сега е направено во армијата на Република Македонија? Говорам како структура целосно, заедно во соработка и со другите институции, Министерството, Врховниот командант и други институции, се разбира што е еден систем меѓусебно поврзан. Би сакал да истакнам дека континуитетот во вооружените сили е започнат од осамостојувањето до денес. И со мене ќе продолжи и по моето завршување од должност исто така. Со должна почит кон сите претходни лица од сите чинови, должности и позиции кои се вградиле во изградбата на статусот моментален, за кои вие истакнавте дека сите граѓани се со респект и почит кон нашите вооружени сили. Јас како начелник на Генералштабот во моментот горд на тие факти и показатели. Меѓутоа, ве уверувам дека континуитетот во однос на посветеноста на сите нас треба да продолжи и ќе продолжи во таа насока. Сметам дека имаме капацитет, имаме знаење, имаме визија, знаеме каде сме, имаме направени реални анализи, проценки и приоритетите ни се така димензионирани на краткорочен период од неколку месеци каде што требаме да го стабилизираме животниот стандард и услови на вработените во армијата и Министерството, но паралелно во контекст на тоа процесите кои се движат веќе кон интеграцијскиот процес кои се водат помеѓу нашата земја и соодветните тела во НАТО, како имплементацијата на стратегискиот одборбен преглед во динамика до 2028 година и континуираната посветеност на обука, живот и работа на вооружените сили ќе биде фокус во моето однесување и работа и лидерство во однос на вооружените сили во иднина. Генерале, благодарам за овај интервју и уште еднаш што ни возможивте да видиме ваши гости во Генералштабот и да го реализираме овој разговор. Се надевам, а и посакувам, се разбира, еве, како и сите граѓани, армијата на Република Македонија да се гради и да се унапредува во мир, но секако и она што се вели, секогаш да
бидеме, односно да бидете будни и подготвени да се соочите со било каков предизвик. Благодарам уште еднаш за разговорот. Ви благодарам и поздрав до сите гледачи на Македонската радио телевизија. Благодарам. Така, почитувани, вам ви благодарам за вниманието. Останете со вашиот јавен сервис. Секој добро, пријатно.